Убав и среќен ден, драги гледачи! Еве сме ние овде во комплексот Етно село Тимчевски, подготвени за новиот рецепт на денот. Денеска би сакала малку повеќе да зборувам за грашокот и да ја посветиме внимание на една од традиционалните македонски манџи, а тоа е грашок манџа. Јас искрено да ви кажам, на грашок манџа сум научена уште во градинка кога сум била, и на сите деца кога се во градинка им дават грашок манџа. Мајките, бабите подготвуваат грашок манџа. Значи, таа е дел од нашиот живот. Јас сакам ова емисија да ја посветам на младите домаќинки кои што сега стапуваат, да кажеме, во таа функција во кујната, како главни домаќинки готвачки, да знаат како да направат грашок манџа на многу едноставен, лесен и брз начин. За тоа вас ќе ви биде потребно за да ја направите оваа манџа. Грашок една кесичка, околу 400 до 500 грама. Грашокот може да биде од консерва, замрзнат, свеж. Во Македонија се одгледува и свеж, се произведува и многу убав грашок. Значи, се верува дека грашокот уште во античкото време се користело. Секако, значи, во сите облици го има. Од него може да се направи манџа, може тава, чорба, супа, може како додаток, нели, во турли тава. Кога би знаеле која е ова хранлива вредност на грашокот, верувајте дека барем еднаш во неделата би го јаделе, но се препорачува дневното конзумирање на грашок да не биде повеќе од 200 грама. Грашокот припаѓа во семејството на мешунки, како што е леќата, гравот, пченката и така натаму. И исто така е богат со многу антиоксидативни својства. Богат е со витаминот А, B1, B9, B6, понатаму содржи многу минерали, содржи многу железо. Се препорачува на луѓето кои што сакат да слабеат, одличен е за слабење. Исто така за добра функција на кардиоваскуларниот систем, за системот за варење. Значи, многу позитивни дејства има на нашиот организам. И затоа ние денеска ќе направиме постна компир манџа, без месо. А толку е вкусна што нема ни да се сетите дека е потребно да има месо токму во ова манџа. И така е топло надвор, па и што ке ни. Значи, грашак ни треба, една црвена пиперка за ајвар, а можете да ставите и 2 зелени пиперки, 1 до 2 главици ситно сечкан кромит, малку магданос, 2 моркова, ние овдека имаме 3, ке вида можеби и 3 ке ставам, 2 рендани патлиџани, 2 компира помали или 1 ако е голем, масло по потреба, вода, лукче, триена или шарена сол, малку буковец, црвен пипер, сол, мешан сув зеленчук и бибер. Ајде сега да започнеме со работа. Ни треба едно тенџере. Сега ќе ви кажам во што е тајната на брзото приготвување на оваа манџа. Сека направите на шпоретот, но потоа нема да ја дворите манџата, ќе проврие тука, а ќе ја ставите во рерна да врие. Покриена, нема отварање, нема ништо. За тоа време излегувате до маркет, пазарите, чистите дома, средувате, нема аспиратори, нема дојди подзамешаја, туку се случува во рерната. Го ставам тенџерето на загреана рингла и му ставам масло. Масло околу 1 децилитар. Сега го ставам кромитот. Убаво да се испрши.
Затоа што оваа манџа е без месо, препорачувам да има повеќе кромит. Ете, ја ставив главици и пол затоа што беа огромни главиците. Благ, сочен, голем кромит. Промешувам. Сега ќе ја насечкам и пиперката. Нека има и семчиња, тоа воопшто не е страшно. Промешуваме да не ни загори и вода по потреба во потребните состојки. Вода, врела вода имајте на располагање. Така. Еве и другата половина. Колку го сакам овој период од годината кога ќе бидат зрели и стасани овие пиперки ајварки. Некако даваат посебен вкус на манџите, па кога ќе направиш полнети пиперки, вакви црвени со мелено месо. Промешувам. Сега ќе го ставам тука и морковчето. И него да го фати врелото масло. Секогаш оваа манџа ја правам во рерна. Откако дознав за ова се спасив. Иначе вака, грашак го знаете дека бара подолго време да се крчка, па додај вода, па промешај и мораш да бидеш тука присутен. Така, промешувам. И уште едно морковче ќе ставиме. 2 моркова доволни се. Ова е прекрасна манџа со толку многу бои. Зелено, црвено, портокалово. Така. Ќе ставам пиперката во тавчето, за да направам место да го насечкам и компирот. На оваа манџа никогаш не иставам запршки, воопшто ептен некогаш во некој специјалитет кога треба, кога е неопходно за да се постигне тој македонски вкус. Ова кога ќе се крчка во рерната, во тенџерето, компирот содржи скроп, ќе ја згусне, грашокот исто така. И кога ќе се помешат сите овие вкусови, сега го додавам тука компирчето. Така.
Супер. И ова компирче оди во тенџерето. А ако ставам месо, кога ја правам манџата со месо, тогаш компир не ставам. Ето, леле, што убаво мириса. Ова затоа што ќе си се крчка 1 час и половина во редна. Сега го ставам лукчето. Ова е старо селско лукче. И тој има многу поубав вкус за разлика од тие увозните што ги имаме или индустријски. Ете така. Како замириса. Ги додавам зачините, 1 прстов сол, малку мешан сув зеленчук и малку бибер. Така, промешувам. Тоа веќе однапред се знае дека ќе биде преубава манџата. И сите пораснавме со вакви манџи, па и во школона, во дневниот престој, па и во градинка. Така. Сега ја додавам пиперката. Така. Сега промешувам. Леле, кој мирис. Значи, ова е богатство. Богатство. Така. И не треба ова многу да се пржи, мислам пиперката, моркова. Само врелец така да го фати. И грашокот се знае дека треба да биде многу добро термички обработен. Сега го ставам и грашокот. Така, сега нека се пропржи малку и грашокот. Убавени. Погледнете во тенџерето. Погледнете кој колорит имаме тука. Сега ќе ставам малку црвено пиперче. Така, 1 супена лажица ставате. Буковец 1 кафена лажица. Така. Тоа е тоа. Сега морам да додадам уште малку масленица. Го ставам сето ова 10 минути да се пржи. Потоа го додавам патлиџанот, додавам шарена сол, додавам вода и оди на печење. Мислам дека му е доволно. Го додавам ренданиот патлиџан. Така. Убавина. Шарена сол. Па 1 убава кафена лажица. Нека мириса на ноктец, на чубрика. Така. Сега налевам вода. Значи, за оваа количина би ставила сигурно 1 литар вода. Да.
затоа што таа треба да крчка подолго време. И сега, штом почне овде да врие, веднаш ја затворам и ја ставам во рерна. Ете, тоа е тајната на оваа манџа, што не треба да истоите, што се вели, над главата. Бара уште сол. Морам да додадам уште малку сол, уште еден прстофат, уште малку мешан сув зеленчук и мислам дека ќе биде добро. Ајде да пробам сега повторно. Да пробам. Мераци. Мераци. Значи, пробрива овде и ја ставам во загреана рерна на 200 степени. Затоа што она веќе ќе врие овде, што ми ја префрлам во рерната, таа секако продолжува со вриење. Ја оставам сат, а кога ќе почне, може би едно половина час после тоа, ја намалувам на 180 и ја оставам уште сат време. Еве, почнува веќе ме урчиња да вади. Јас ќе му го ставам макдоносот. За 5 минути оди веќе тенџерето во рерната. Така. Само уште еднаш да промешам. Супер, еве и почнува да врие, таман ја носа. Се гледаме со вас на трпезата, да ручаме заедно, ние и вие. Токму овие чорбички, манџички ни не достигаат во секојдневието, а би требало секој ден да ги јадеме. Видете, убавина. Макдонос врие во него. Лала. И ова пусто македонче, како викаат, мора да мацне. Како одговара со пиперки, со оцет, со масло, со макдоновче, лукче. Сега сите во етно село ќе се стават од оваа манџичка, ќе се изнесркаме и вас ви направив едно подсетување да ја направите. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. Од своето потекло и од детството никој не избегал. На здравје до следната емисија. you.